Денеска исто така имам чест да ја поканам господјата Елена Пандева од брендот Елена Лука да биде моја гостинка. Додека разговараме, можете да го пратите видеото. Добро вечер. За мене малку потешко од Роберт, ама ќе пробам да седна. Иначе, накратко само, господјата Елена Пандева е генерален менаџер на модниот бренд Елена Лука, кој што годинава, односно за 2014 година, го доби престижното признание за супер бренд. Да ја поздравим. Добро вечер на сите. Чест и задоволство ми е што ја имам поканата од организаторите да бидам дел од овој настан. Навистина сум изненадена на овој цел концепт, како сето тоа сте го осмислили и како функционира. Мене ми е многу криво што досега немав услови да ве посетам, а имав покани и да бидам од оваа страна на аудиториумот и да слушнам на кој начин ова сето го работите. Само продолжете вака и мислам дека ќе направите многу за афирмација на македонскиот бизнис. Ви благодарам и поздрав за сите. Зоки посебно. Да. Пошто вие сте предприемач, кажете ми како се станува успешен предприемач? Интересно е прашањево. Ја мислам дека сите што сте предприемачи во Македонија се успешни затоа што да работите во една држава како што е Македонија, со една економска структура на општество какво што е, онаму каде што немате точно правилно дефинирани правила на игра, се уште е навистина да се занимавате со акробација во бизнисот. И тоа се виртуози во работењето. Значи, одавам почит на секој што собрал храброст да влезе во бизнис, би кажала, со 100% приватен капитал, да ризикува некој квантум на средства и да може да го менаџира сето тоа. Затоа што, без обзир на личните квалитети, има многу голема разлика дали ќе бидете менаџер на сектор во некоја голема компанија или ќе бидете собственик и нели некој што ја води целата визија на една фирма од А до Ш со обезбедување на плати и сето тоа има еден друг тип на тензија и голем притисок за да може да се преживее. Во секој случај, успешен предприемач, мислам дека за да станете треба да се борите до крајот на животот. Мислам дека едукацијата е битна, меѓутоа мислам дека многу се битни гените на вашите прадедовци и прабаби и е еден голем талент. Вие сте од кај цар Самуил, тој никогаш не се предаде, така? Јас сум од кај југот, од кај Струмица, морам да кажам. Баба ми беше многу успешна во земјоделие, се викаше баба Елена. Значи ништо не е случајно и сметам дека упорната работа, иновативните идеи и сето тоа, и само работа, поддршка од семејството, што би кажал Роберт во секој случај, меѓутоа не е тоа приоритетот. Многу работа го прави човек да може да обстои. А како почна приказната Елена Лука? Се сеќавате ли на првите моменти? Па добро, за среќа, еве се сеќавам се уште. Некојаш викам, леле, ама се заиграв со приказната на Елена Лука, реално. Приказната почна практично со другата семејна фирма на... Ми смета се, гледам цело време. Чао, видеото. Значи, почна со другата семејна фирма која што практично менаџира моето семејство пред 30 на години. Започна тоа кога сум била некоја 6 оделење на некој, значи, помала возраст. Елена Лука беше само нешто што требаше да биде паралелна дејност која што би работела или еден хоби бизнис каде што ќе можам да ја преточам, еве така сметав мојата креативна енергија, затоа што на 20 години работи веќе некоја трговија со женска облека, меѓутоа тоа многу полесно кога работите трговија, увезувате и така натаму, а друго е да создадете свој производ. Така да во некоја така позрела доба, еве се реализира моите соништа да јас конечно направам свој собствен производ и пред 7 години започна приказната на Елена Лука. Почнав со нормално една оригинална идеја, сметав дека треба да ја поставам Елена Лука како што ја поставив. После веќе и македонската јавност беше сведок, нормално и сите оние кои што ја конзумираат облеката на Елена Лука. Така да морам да кажам дека беше напорен патот, иако очекувано ми беше сето тоа. Меѓутоа не знаев дека е толку тешко да обезбедите тим, работна рака кој што ќе може да ве следи. Правев истражување на пазарот
Знаев дека Македонија е држава која што секогаш била повеќе извршна, дека не е многу иновативна. Јасно ми беше дека ние работиме лоун систем, дека Македонија работи за други инвеститори. Меѓутоа не знаев дека не може да се обезбеди толку работна рака кој што ги знае сите фази во производството на една облека од А до Ш, туку секој работи од оператерите по една фаза во производство на облека. Така да имав навистина макотрпен пат, можеби 2 и кусур години, формирајќи некој тим кој што и до ден денес го усовршувам. Меѓутоа мислам дека најтешкиот пат е поминат и веќе Елена Лука е позиционирана и претпоставам затоа сум тука денес и сега ми е малку полесно. Да. Да го поздравиме и тимот на господјата Елена Лука, тука Ево се тимот еден никаде аплауз без за нив и нив. тука позади исто. Да. Веќе кога сме кај тимот, тешко ли беше да се креира тимот за да имате вие покрај нив успешна приказна? Апсолутно, како што кажав, беше многу тешко. Морате да си ги да најдете луѓе кои што имаат слична фреквенција со вашата. Мислам дека тоа е приоритетот. И пред се тоа мора да бидат луѓе кои што се многу креативни, самоиницијативни, луѓе кои што не мора да ги будите од екс-социјализмот или комунизмот или како сакате. Тоа се луѓе кои што се веќе развиени, кои што сакат да одат напред, при тоа да бидат млади, кои што се едуцирани, кои што се многу посилни од вас како менаџер. Така да јас ги имам сите тои луѓе овде пред мене и веќе се околу мене. Беше тешко, меѓутоа сега веќе, како што кажав, е многу поедноставно. Знаеме дека сите како предприемач патот е тежок, не е Да, лесен патот до успехот. Тешко тој, така. Да. Ние на сите полиња, не само предприемаштво, се е тешко во Македонија. Кој беше вашиот работен пат, значи во вашиот работен пат на она клучен пресврт за денеска вие да сте тоа што сте? Па не знам, морам искрена да бидам. Мислам дека мојата личност како предприемач не оформи само Елена Лука. Мислам дека Жикол како градежна компанија и можеби гените што ги носам и работата со мојот татко, како мала, кога за прв пат научив да правам спецификација на парите кои ги уплаќавме во банка во тоа време, значи пред 30 на години, не знам колку веќе е, нели? Дека уште тогаш почнал да се формира тој лик во мене. Елена Лука само беше надградба на таа основа која што практично почна. Така да тоа е тоа. Како, дали е лесно да се продава македонски производ на странски пазар? Како гледаат дизајнерите на македонските брендови? Дефинитивно е се тешко да продадете. Мода е најтешко да продадете, затоа што постои хиперпродукција на мода во светов. Навистина едукацијата е различна во Македонија, кај нас тек почна да се формираат факултети каде што може да се едуцираат младите луѓе и да преминуваат во дизајнери. Јас морам да кажам дека сум многу внимателна во изборот на дизајнерите во тимот. Тоа се луѓе кои што ги завршиле факултетите надвор од Македонија. Не е дека имам против она што се случува како едукација во нашата држава, меѓутоа мислам дека треба да го изодиме патот за да можеме да стигнеме до една поквалитетна едукација и да завршиме со тоа кој на кој е пријател па да се добиваат дипломи. Така да мислам дека Елена Лука доста вложува во тоа на кој начин да се дизајнира облека која што нема многу да се разликува од светската тенденција. И за среќа ние сме доста барани во регионот како бренд. Исто во Австрија и во... Ја не знам од каде не сме добиле понуди, значи од многу држави кои што автоматски ме убедуваат или ми се репер за да можем да проценам до каде е развојот на брендот во однос на странската мода. Значи сметам дека е тешко да се продае нормално се што е производ, затоа што секојаш може да биде подобар. Меѓутоа мислам дека ние веќе имаме филозофија на креирање и на така да пак е малку поедноставно, веќе се е полесно. Пред да го поставам претходно наредното прашање, сакам да кажам една анекдота. Секогаш го поставувам ова прашање на моите гостинки кои што се мајки и успешни жени во бизнисот. И тоа го потенцирав на нашата средба со господјата Елена, дека многу често го поставувам ова прашање, односно како да прави баланс меѓу тоа што е мајка, жена мајка, која бара голема посветеност
и од друга страна успешна бизнис жена која исто така бара голема посветеност. Само што го поставив тоа како прашање, односно сакавме да разговараме на таа тема, нејзиниот син Лука во делот од секундата се јави и одговорот беше јас. Да. Се сеќавам на некој ваков настан, уствари беше многу поголем, еве така ќе кажам реално. Ми поставија едно слично прашање и јас кажав една работа во смисол работата ја прави жената еднаква со мажот, меѓутоа мајчинството секогаш пред него. И така го кажа спонтано и застана викам Елена сега шо каже така феминистички ми зазвучи, а ги почитува мажите, да? Меѓутоа навистина да станете мајка, да направите прекин во развојот на визијата на тоа што го работите, а е толку напорно. Значи да го носите тоа дете 9 месеци, па да го доите после тоа уште една година, па да направите уште некоја нели дистанца од работењето, од тимот, па да менаџирате преку лаптопи, преку навистина е тешко, а при тоа да одгледате релативно нормално дете. Можем да кажам дека сепак мажите јако нели за нив дефинитивно стојат успешни жени за да бидат успешни, затоа што семејството навистина е фундамент на животот. Мислам дека за жените е многу тешко, доколку успеат во бизнисот, е многу тешко да ги спојат тие две функции како мајка, а од друга страна да може да се билдаат со мажите на пазарот. Сепак ова е Балкан, да бидеме искрени, и огромен процент на мажи се во бизнисот за разлика од жените. Воопшто не ми е едноставно. Сметам дека тоа е најтешкиот аспект во мојот живот, да се реализирам во некоја релативно добра мајка. Мислам дека нема многу да ме успее, ама ќе се борам и понатаму. Да. Благодарам. Сега ќе си направиме. Почесто треба да се Јас дружиме. немам повеќе прашања. Бидејќи работите специфична работа, се работи за креативност. Како ги мотивирате вашите вработени, бидејќи не секогаш ја имаме креативноста? Мислам, може ние да имаме во себе, меѓутоа не ни е периодов за работа, треба нешто да се заврши. Ве разбирам, одлично прашање. Сегаш на вработените знам да им кажам, дечки, помина ова време кога сите беа со лицето свртени кон директорот како вработени, а со грбот кон клиентот. Значи, морате поинаку да ги гледате работите. Мислам дека вработените најмногу се мотивираат со слободата. Тие мора да имаат простор да креираат. Не постојат тие пари кои што може да ги задржат и да работат за вас ако вие предпоставам не носите некои етички моменти во себе или не си ја знаете работата или немате точно бизнис план определен. Затоа што денес сите се будни и сите знаат кога слепец слепци води. Значи, тоа мото стои. Паметни луѓе се во прашање. Така да, мислам, дајте им слобода на луѓето да се изразат, дајте им да креираат. Елена Лука, морам да кажам дека сега порасна и во уште еден додаток на ова во Елена Лука Home. Значи, инвестираме во објекти, градиме, работиме исто интериери и сето тоа. Понатаму планираме друг проект, италијански дизајнер, најверојатно ќе се вклучи и така натаму. Така да тимот само расте, меѓутоа сето тоа се случува благодарение на тоа што имаат слободата. Добро, јас ќе ве прашам, каде ја гледате Елена Лука за 10 години? Која е вашата визија? Чекај, уште рано за пензија ќе ме биде тогаш. Мислев, ќе кажев, па ја во пензија брендот нек си тече. Ја гледам. Овие млади луѓе треба да работат, да се развиваат. Знам сигурно дека ќе бидеме на странски пазар, затоа што веќе имаме некои понуди. Сигурно се гледаме во Виена и во некои други места. Ќе има наши парчиња надвор во секој случај во делот на модата. А во Елхом, како сектор кој што пак менаџира и работиме производство на објекти, интериери и сето тоа, мислам дека ќе бидеме стабилни, дека ќе се развиваме, не се сомневам дека ќе бидеме квалитетен бренд, затоа што јас знам од друга страна што е градежна оператива, што е квалитетна градба. Едноставно не можете тоа да не го продадете, ама сега да не ја растурам темата, овдека сум за модата, така да не влегуваме многу лево десно во тие теми, работиме многу дејности што да правам. Едноставно се гледам како успешен бренд понатаму заедно со мојот тим. Тие малку остарени да видат како е да имаш 40 и кусури 50. Така да може би така со мене со силен тим едноставно гледам дека ќе бидеме успешни понатаму. Само здравје. И се со Господ. Да. Ви благодарам уште еднашка што бевте моја гостинка. Благодарам многу, ова било посебно во место и многу ми беше пријатно. I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made
taken my bow.